Синоќ во Центарот за култура Бели Мугри беше промовирана втората книга од едицијата Богатство запишано во времето од новинарот и публицист Киро Герасимов. Со промоцијата на книгата започнаа и деновите на Кочанскиот Орис. Книгата всушност е продолжение на претходната книга објавена во 2018 година и во неа се содржани 43 репортажи, новинарски записи и бележења за настани, луѓе, места и предели кои потсетуваат на минатото. Рецензент на книгата е Љупка Стоименова. Оваа книга е втора книга од едицијата Богатство запишано во времето, која за разлика од претходната книга е збогатена со уште едно поглавје. Имено книгата е составена од 7 поглавја, кочани низ историјата, историски вистини, траги оставени од времето, здравство, музика и театар, фолклорни традиции и 7-то поглавје спорт. Можам да кажам дека оваа книга представува големо богатство, бидејќи во него се поместени статиите и записите кои што новинарот, публицист, поет, новинар ги собирал, Киро Герасимов ги собирал наназад со години и ги објавувал во разни електронски и печатени медиуми. Значајна е оваа книга доста затоа што во неа се поместени не само историските факти за Кочани и Кочанско, туку во неа се поместени личностите кои што оставиле свој белег на овие простори, а исто така се запишани голем дел од настаните кои што веќе можеби и се подзаборавени и од постарите кочанци, а помладите не се ни сеќаваат на тие настани. Представува едно богат извор за истражување во иднина на сите оние кои што ќе се занимаваат со истражување на Кочани и Кочанско од сите аспекти кои што се поместени во оваа книга. Инаку книгата излезе од печат со финансиска поддршка на општина Кочани со средства од програмата за култура за 2019 година. Деновите на Кочанскиот Орис продолжуваат и вечерва со концерт на градскиот хор од Штип, а во среда детскиот музички фестивал Музички бранови.